Почитувани гледачи, во денешното издание на Утрински печат на Слободна ТВ ја поканив доктор Малинка Ристовска-Јорданова, експерт за ЕУ, сметајќи дека политиката што се води од страна на Европската Унија, како и политиката на нашава држава, е клучна за нашето членство во Европската Унија. Меѓутоа, произлегува дека кога станува збор за политиката, и влијанието на другите држави поединечни членки имаат понекогаш клучно значење и влијание да го оспорат, да го поттикнат или да мотивираат други држави, меѓу кои и нас. Со оглед дека незиното искуство повеќе од 30 години во рамките на процедурите на Европската Унија е големо, се обидувам да го направиме овој разговор низ призма на една генеза на спорот што се случи со Бугарија и историскиот контекст на спорот како се реши со Грција, со проекција или процена дали утврдениот начален датум, некаде далеко 2030 година, би седнале на маса со другите држави членки на Европската Унија како рамноправни партнери. Добар ден, госпоѓо Ристовска-Јорданова. Добар ден. Воведот може да ви се допадне, меѓутоа јас сакам за почеток на нашиот разговор да направите навистина една генеза на нашето барање всушност за патот во Европска Унија, тргнувајќи од 2005 или 2006 година, кога добивме асоцијативен статус, и некаде меѓу 2007 година, гледано од 2005, беше првиот датум дека ние сме речиси на влез во Унијата. Видовме Хрватска влезе во 2013 и во тој период ние далеку бевме пред овие држави. Што се случи во политиката, не само на Европската Унија, што се случи во политиката и на македонската држава, ние фактички да бидеме последни од овој ред, веројатно ќе идеме во пакет со Босна, Србија, Албанија и другите држави. Ова е невозможна задача во кусо време, но ќе се обидам да резимирам. Најпрвин морам да спорам со некои датуми. 2030 како можна за влез, после можеме да ја дискутираме. Таа е само дадена, ставена на маса. И мислам дека нешто што посебно се греши во последно време е што нашиот почеток на патот кон Европска Унија се смета од кандидатурата. 2005-2006. Дури кога ќе погледнете некои веб страни сега, се заборава или нарочно се трга на страна минатото. Не 2001, туку е 95-то од воставување на дипломатските односи, а и порано, 92-3, кога е Европска Унија присутна тука и со средства и на границите, и покрај тоа што немавме дипломатски односи. Значи, од нашето осамостојување ние имаме односи со Европската Унија, тие во 95-та беа воспоставени како дипломатски, потоа соработка, договор, па договор за спогодба, стабилизација и асоциација. И тогаш бевме напред. Ако сега ги погледнете извештаите што тогаш се пишувани за Македонија, ги споредите со целиот регион, ние сме далеку напред во една многу позитивна слика од ова што имаме сега. Всушност многу понапред и од самите држави членки што влегоа пред нас во однос на тоа што го направија. Мислам на Бугарија и Романија. Да, во некои аспекти да. Значи имаше некои дури научни статии во 95-96 година кои што ја споменуваа Македонија како влегување во пакетот. Меѓутоа, особено заради тоа што ние 95-та станавме член на Совет на Европа. Не беше Хрватска тоа, член на Советот на Европа, да уште беше во воен конфликт, така беше во воен конфликт. Значи има две работи. Една е нашата внатрешна, да речеме, сили на моќ да ги решиме проблемите, да ги согледаме и да ги решиме проблемите. Друго е геополитиката и односите на соседите. Геополитички ние објективно не бевме најбитната алка во Балканот. Да, колку и да сакаме ние да кажуваме, колку ние да сакаме да кажуваме, ние сме првите држави, така е. Не, само и кога гледаме на Балканот. Да. Само и кога гледаме на Балканот. Ако ги погледнете стратегиите на клучните држави членки на Европска Унија, ќе видите дека многу им се побитни други држави од соседството. Тоа е едното. Во тие околности соседните земји најдоа можност да ги реализираат, да ги стават во преден план своите интереси. Познато правило во проширувањето, научно, е дека едно од правилата е дека
државите што се веќе членки ги екстернализираат, се вели, своите интереси. Што значи тоа? Значи дека низ процесот на пристапување се трудат да ги реализираат своите интереси. Ај ова нека биде во вториот блок. Задржате се на овој историскиот контекст. Да не одиме... Значи, проблемот е во тоа што ние бевме членка на ФАРЕ уште 96-та практично година. И затоа велам, таа декада не треба да се губи од вид, особено и заради сите. Така е. Тоа е цела една. Да, затоа што навистина ние како држава се етаблиравме во целиот тој период, а имајќи предвид дека регионот навистина имаше големи проблеми. Да, и тогаш ние бевме лидер практично до 2001, кога Хрватска го зема лидерството со силна поддршка од Европската унија, односно од Германија. И тоа не сме да се изгуби од вид. Ние од друга страна се подпиравме пак најмногу на Соединетите американски држави. Така, 2007. Да, особено и 2008 кај решавањето на влезот во НАТО. И влезот во НАТО, меѓутоа и проблемот со името, надежи и така натаму. Имаше решение таму. Се сеќавате дека беше кажано и од страна на грците дека Македонија може да влезе во НАТО со референцата? Тоа после се смени во политиката во страна на грците. Така да тоа решение беше прифатливо. Ние бевме помалку обединети внатре. Внатре, така е. Колку ние бевме послаби внатре, толку беше нашата позиција надвор послаба. Да, а другата страна посилна. И тоа мислам дека доаѓа особено последнава декада, се гледа. Особено видливо. Мислам сега тука во анализата апсолутно има многу други фактори, но мислам дека овие се клучните. Успеавме ли барем после 2001 кога се стабилизира политичкото ткиво во Македонија, независно тоа што се случи во тој друг период од после 2006, сега прво прашањето во делот на конфликтот, да поставиме, така да кажеме, принцип дека сепак сме држава неризична или држава стабилна. Со оглед дека оцените веќе 2002 беа ние излеговме некаде од тој политичко-безбедносен контекст, барем формално некаде 2010-2011, кога почнаа да не гледаат повеќе од аспект на пристапување, помалку од аспект на внатрешна стабилизација, особено во контекстот на ЕУ. Меѓутоа, факт е дека пак на политички план ние всушност тогаш почнавме да паѓаме. Многу знаеме што се случуваше понатаму. Сега да се вратиме во денешно време. Се потпиша Преспанскиот договор и практично Македонија административно, технички, бирократски, како сакате политички, со гласовите на сите членки на НАТО, стана и членка на НАТО. Таа порака ја примија и соседите, меѓу кои пред се мислам на Бугарија. Проблемите со Македонија и Бугарија дојдоа после потпишувањето, односно после нашето членство во НАТО. Зошто Бугарија не реагираше за овие проблеми тогаш? Кој е интересот на Бугарија ние да влеземе во НАТО? Мислам дека Бугарија изгради стратегија, дека таму не може да свати дека таму не може да сопре. Сакате да кажете Војко Сем е многу силен. Односно изгради тактика во која што да се заврши со Грција, потоа ќе настапиме ние. Проблемот е што ние не ја осуетивме нити имавме информации за ова. Така, беше оптимизмот голем. Дали истовремено процена на бугарите дека за нив Соединетите американски држави како лидер во НАТО е премногу, огромно силен орев, не може да скршат во однос на политиката на Брисел? Мислам дека нивната проценка беше дека тогаш не е времето, дека тогаш треба да бидат позитивни, за да се прикажат како позитивни, за после да можат да одат на Сега ќе искористам еден спортски речник. Знаете што е 4 пати по 100 штафетно? Како трчат четворица. Дали ни се случи нас во трчањето на штафетата, тој последниот што го ставиме финалето го трча, односно да трча последниот круг, едноставно падна? Дали ние се сопнаме? Јас мислам дека ние се сопнуваме не само во последниот круг. И 20 ние се сопнуваме, ние се сопнуваме така еден со друг во нашата екипа. Во нашата екипа, така. Тоа што од страна ни влегуваат во патеката е една работа. Меѓутоа проблемот е што ние самите си правиме сопки. Тоа е најголемиот проблем. Кога ја видоа нашата неотпорност, практично се засилија. А уште поголем проблем е што практично оваа блокада од Бугарија дојде по членството во НАТО. Бидејќи како држава членка на НАТО, ние моравме тоа да го поставиме посилно во контекстот на диалогот на НАТО. И покрај тоа што ние, мислам, сакаме да кажеме колку сме битни во новиот геополитички контекст, Украина и така натаму, извинете, ама Бугарија е стратешки, геостратешки во тој контекст на војната Украина-Русија. Да, по
поклучени играчи. Сега ќе ве вратам повторно на еден историски контекст и на читање на стари вести. Непосредно по подпишувањето на Преспанскиот договор, ревносно ги читав сите изјави на грчките опозициони лидери. Зашто според мене представата што ја создаде Ципрас беше многу позитивна на подпишување на договорот и отворање нова страница меѓу македонско-грчките односи. Тоа го поздравија и Соединените американски држави и Европската унија. Меѓутоа, беше прашањето не локалнава наша опозиција, колку грчката. Сите постапки на грчката опозиција беа во насока критика, а кога се случија промените, помина 10 години од членството во НАТО, нема. Нема, добро. Али јавното мислење е променето во Грција, веќе гледаме се случуваат промени, а таму и веројатно во наредниот период тоа уште повеќе се случува. Дали ја доживувате политиката сега од ситуација дека всушност опозицијата со политиката што ја води, она само отвара прашање кое што никогаш нема да го реши, независно која е опозицијата, а кога ќе добие власта ги прифаќа сите договори што се претходно подпишани? Ципрас им ја заврши работата и на грчката опозиција, бидејќи ова беше едно од прашањата што објективно и ним им тежа. Сега стоп. И ним им тежа. Сега извинете вака што ви се обраќам, само момент за да ја сватиме клучна поента. Има ли политичка елита во Бугарија способна за такво нешто? Во моментов не. Очекувате да има? Би можело да има само доколку ние го смениме нашиот однос. Тоа не е добро. И доколку ние, значи при овие околности, доколку ние го смениме нашиот однос и доколку ние се избориме за една посилна позиција и кон државите членки на ЕУ. Тоа добро. Во моментов ние во Бугарија имаме една едногласност во однос на македонското прашање кај сите политички сили, мали варијации во што не се случи во Грција. Кај одредени партии. Не, во Грција ние го имавме Ципрас кој беше решен и тоа беше прозорецот. Ципрас беше прозорецот таму. Така е. Кој беше решен заради личните убедувања оваа работа да ја заврши. Беше свесен дека ќе падне политички, но тој влезе во ризик и ја заврши оваа работа. Да, и грчкото општество тоа го прифати и виде дека нема закана. Грчкото општество тоа го прифати како свршен чин. Грција сега игра една поблага. Пред 15 на години во Солун што беа. Многу добро се сеќавам на старите работи, но јас ако така одиме треба да се вратиме и на контекст 91-а, нели, ќе држиме конгрес во Солун и така натаму. Да, тоа се политичките, не оправдувајќи ништо. Јасно. Не оправдувајќи ништо и враќањето во антиката и така натаму, кај што ние газевме се нашите грешки. Да, кај што газевме на Сега да се вратиме на Бугарија во делот на политичката елита. Дали Бугарија како држава сега ужива поддршка кај големите членки на Европската унија, или тие се доведени во ситуација поради принципите што постојат во Европската унија да не може да и се спротивстават? Треба да гледаме низ призма на интересите. Така е. И на Тоа е тој дел сега што сакам да зборуваме. На моќта. Така. Тие не оправдуваат Бугарија во сите контакти што ги имаме и така натаму. Тие не оправдуваат Бугарија за она што го направи. Меѓутоа нема да ги прекршат принципите. Меѓутоа не е работата толку во самите принципи, бидејќи да, го имаат начелото на солидарност и повеќе една, ајде да речем, правило кога ќе влезете внатре, каков и да е, тој е член на Европска унија и ние секогаш прво ќе се заложиме за него, а потоа за некој друг, а внатре ќе си ги биеме нашите битки. Меѓутоа, Бугарија е влезена во нати го дај ми го системот. Значи, вие имате одлуки што политика е. Имате одлуки што дневно се носат во Европската унија. Кога се има најразлични договори, вакво ми треба мнозинство, онакво мнозинство, битно е ова за овој интерес, битно е ова за ова стопанство, таа носи гласови. Вие можете да си ја памтите мислата со други соговорници, не ги прекинувам волку често. Сега веројатно. Сега ви го поставам следно прашање. И знаеме дека Франција е голем поддржувач на политиката на Бугарија, а истовремено гледаме одредени помали држави или помалку моćни држави може да испратат порака
до бугарите дека тоа што го прават и не може да им помине секогаш. Кој е интересот според ваше мислење на таа врска меѓу Бугарија и Франција? Дали е само комерцијалниот, економскиот или Франција можеби има политика на непроширување во дадена ситуација? Прво, Франција е генерално против проширување. Така е. И тоа е јасно. Тоа е главната Исто политичка идеја. методологијата, Таа го направи, го прекрши принципот. Го успори процесот така е. на проширување, го искомпликува до таа мерка што навистина е неизвесен. Дали се работи нели за посебна љубов и интерес Франција, Бугарија? Не можете да скажете или Не можеме точно да знаеме зашто точно, сигурно дека има некој што викаат трейд-оф, меѓутоа Франција сакаше да го тркне ова прашање на дневен ред и да покаже дека ете некое прашање тргнало од дневен ред, односно еве ги откочила, направила нешто на тој план. Тие кога таа беше председавач. Кога добиваат председателство, си имаат чек-листа каде. И овде тие сакаат да прикажат дека направиле нешто. Ние им бевме ние им бевме лесно, задача што лесно можат да ја исполнат и оно што стравувавме дека практично ќе биде се или ништо на крајот на мандатот, тоа и се случи. Меѓутоа пак тука поради нашата неотпорност, односно нашите сигнали и нашата погрешна проценка, нашата на владата, дека ова е исто како спорот со Грција и дека ние сега треба тука да влеземе и со диалог, а не со другите држави членки, току директно со председателството да го решаваме прашањето, што беше апсолутно голема грешка. Историски знаеме какви беа југословенско-бугарските односи, да не се враќаме во тој контекст, всушност да не одиме толку далеку. Да не одиме толку далеку, тоа нека остане. Иако генезата е и од таму и порано. Дури после 48. Да, ама нема да влегуваме во историја. Така. Меѓутоа, сакам да го отвориме прашањето на историјата сега. Комисијата работи? Имате информации? Да, комисијата работи, меѓутоа се гледа дека таа работи сега со помал интерес од јавноста. Пак би го роцирала. За гледачите да кажеме историската комисија за односите со бугарите. На таа комисија Македонија, Бугарија, на таа мислима. Така. Знаете што, мислам дека таа историска комисија, барем од наша страна, досега релативно добро се покажа. Меѓутоа, проблемот е контекстот во кој што таа е ставена. Таа е ставена во задача до пристапувањето да ги реши проблемите во услови кога Бугарија е таа што диктира, се е во нејзини раце, како тие можат да бидат рамноправни. Вториот проблем што го имаат е што тие имаат еден пристап парче по парче и Бугарија парче по парче, почнувајќи од не знам кој ќе си влече некакви историски логики за генезата и така натаму. И тоа се проблеми во кои што таа е ставена. Обратно да го постави прашањето, откако дојде овој преговарачки процес и откако беа утврдени правилата, едно од нив дека бугарите да влезат во уставот или се очекува дека тоа власта ќе го направи до предизбори, дали се доведеме во ситуација да си ја спуштиме собствената позиција во односите со Бугарија, дотолку повеќе што она што Бугарија го бараше го доби како општа политика на Европската унија? Апсолутно. Значи, се обиде владата да представи дека ова е всушност компромис кој што нам не одговара. Изгледа дека тој предлог за уставот е дури дојден од оваа страна, од нашата страна, што е крајно неодговорно да се направи без никаква дискусија внатре и да се прикаже дека уставот е толку лесно и бенигно да се смени. Тоа е само прозорче за остварување на сите оние интереси што Бугарија ги има запишано, објавени се, на веб страни се, сегде се, тоа се важечки документи. Значи нема тука ништо што е скриено. Колку тезата ставањето на бугарите во уставот ја побива тезата на бугарската политика дека постојат македонците? Не ја побива воопшто, значи тие ќе си продолжат и натаму. Тие цело време зборуваат за македонски бугари. Да. Тие дека македонски бугари се мисли државата е Македонија, а други не постојат. Јасна е тезата две држави, еден народ. Друго, јазикот, декларацијата за јазикот која што е влезена во официјалните документи, тие кажуваат ние не го признаваме, тоа е дијалект на бугарскиот јазик, па после го подпишале Фронтекс со македонски. Да го подпишале, ама велат дека е дијалект на бугарскиот. Значи, колку и да сакаме да прикажеме дека ово е некој добар дел
дека е добар договор. Не е добар. Значи не е добар. Очекувате дека всушност бугарите ќе извојуваат или ќе остварат победа, особено што веќе преговорите се во една пат позиција? Па сега нема преговори, сега всушност она што се тие, случува затоа е никој не влезено е. мрда. Значи нема преговори, тоа е влезено во документите, да не кажам само преговарачка рамка, таа не е ни објавена. Мислам, тука има толку парадокси, исклучоци што се направени во праксата на проширување на Европска унија, што е без преседан. Што е без преседан, апсолутно. Меѓутоа, кога велам на пат позиција, мислам на нашата политичка позиција дека може да се случи уставните измени да не дојдат до избори. До избори очигледно најверојатно нема да дојдат. Опозицијата кажува дека до тогаш нема да има, значи не дава никаква гаранција. Не гледаме многу јасно искристализирани на другите, да речеме, сега што се јавуваат амбиции политички за настап на изборите, освен некои што се Не, јас не мислам дека може да дојде опозицијата, може да дојде друга личност од постојната власт. Значи, се е можда во политиката. Не влегувам во тие, меѓутоа тоа не го гледаме сега на јавната сцена. Која е сцена. позицијата на Малинка како премиер утре? Сега на тоа зборим, нова личност, нова политика. Значи, не размислувам воопшто во не вие лично. Таа насака, туку зборуваме некој што утре ќе биде дојде друг премиер. Кои се неговите позиции? Прво и основно е дека мора да има минимум заедничка артикулирана македонска позиција. Добро. Тоа е првото и основното. Добро. Тоа е на што значи раздели по влада и сите и таа методологија е и правилна, така. Да, и таа е едно од најтешките да се постигне, затоа што она што го имаме во историјатот, ние гледаме раздалечување на македонските политички субјекти. Ќе видиме која констелација ќе имаме на изборите. Меѓутоа, јас одбивам да разговарам за ова само како политичка прагма, значи кога се анализираше и кога за тоа аргументираа странските представници кои што го поддржаа овој предлог, затоа што ја поддржуваат оваа влада. Тие очигледно е, мислам, заради тоа го направија поддршката на предлогот. Тие гледаа низ аспектот, па сега имаме таква политичка констелација, кога ова може да помине, можеби после нема да се појави Добро, таква. што е... Меѓутоа проблемите се по-долгорочни и по-тешки. Значи, договорот со Бугарија создаде тешки разделби внатре во Македонија и во самото македонско, сега зборуваме етничко, ткиво, меѓутоа и меѓуетнички. Значи, ги имаме резултатите од анкетите, кажуваат многу различни ставови на македонската и на албанската етничка заедница. Ние имаме криза во меѓуетничка, не сакаме да признаеме. За сега се кажува се е супер. Не е супер. Оти ова прашање е едно од тие што сериозно раздвојува. Втор проблем е што резултатите во реформите, веќе овој збор така долго губи од значење. Памтиме и не прави малку алергични. Се надолу. Удолго одат. И ова се исто последица на едно на тој не компромис, туку подчинување направено со со договорот со Бугарија. Пред малку ви дадов една спортска вештина, 4 пати по 100 метри штафета, а сега ќе ве дотерам да дојдете на шаховска партија. Вие сте играчот. Знаете, во шахот се игра 2 часа, 40 потези, па се прави пауза. Вие ги истеравте вашите 40 потези, сега има пауза и 2 дена доаѓате со вашиот тим, секунданти, советници, да направите. Дали вие, значи државата Македонија, со овој политички тим, доколку направи пауза со својот тим на советници, е битно дали се од Брисел, од Вашингтон, може во рамките на таквата позиција која што сега вие кажувате на партијата, релативно лошо стои Македонија, да ја подобри. Кажувате сегашната влада, сегашната коалиција? Да, она ќе направи. Нити сакаат, нити пак можат. Затоа што тие се решени нема да ги слушаат советниците? Не. Тие се решени да одат со ова, затоа ја добија и поддршката со Ескобар. Сега последното го кажа Ескобар, меѓутоа континуирано и тоа ќе засилува веројатно натаму. И сега е таа пропаганда на Да, ама тоа е во односите со дело. опозицијата. Јас прашањето го поставам во односите со Бугарија. Не гледам дека може да се случи промена. Намера и дека ќе сменат нешто оваа политичка констелација до избори. Знаете дека можете да жртвувате кралица, а не крал во шахот?
Ви не жртвувате државата, го жртвувате премиерот. Или председателот. Искрено нема да влезам во овие проценки, меѓутоа гледам дека во моментов не се реални. Меѓутоа, ова не го правам како експерт, како експерт на ЕУ. Сега е подготовка за избори. И сите ни стаа призма ќе ги гледаат. Сите ни стаа призма, али не влегувам во ова, едноставно не сум, јас сум експерт за ЕУ, и не влегувам во овие внатрешни. Не, тие ќе има директно влијание ова за кошување на целиот процес, не само на изборите. Меѓутоа, она што сега го гледаме од владата, гледаме дека таа тргна по тој пат, доби поддршка од странските партнери и сега тера со една пропаганда. Пак ќе се врати на домашен терен. Со една пропаганда, еве овие не кочат. Таа е пропагандата. Еве ние сега успеваме, еве ние сега правиме скрининг, што добивме од скринингот. Приказната беше скринингот кога ги направи реформите. Видовте нешто од реформите? Надолу сме. Значи, тоа е пропаганда. Тоа е чиста пропаганда. Добро, нема да го злоупотребам вашето гостување во емисијава да ве прашувам за актуелни политички настани. Се беше прашањето во контекст на европската перспектива, дали државата може да ја подобри позицијата пред се со Бугарија во односите, за да може да направи подобра преговорачка позиција со Европската унија. Мене тамо ми е цело време начинот, може да направи само доколку внатре. Пак се враќаме пак се враќаме на внатрешен план. Значи, јас сум бил коректен, вие сте отворили темата за внатре. Да, меѓутоа како национален дефинирање на националниот интерес по однос на одредени прашања, односот со соседите, особено со Бугарија, кој што оптован историски, му треба дефинирање на националниот интерес. Независно, јас вашите оцени ги почитувам, независно од некој што може да ги доживее како критика. Ќе ви го поставам тоа прашање. Има ли Македонија во рамките на оваа политика што ја почнала и како што вие велите дека оди во таа варијанта, алтернатива, иако власта сака да го користи тој израз дека Европската унија е нашата алтернатива, односно нашето решение? Ние живееме, кога на ова прашање секогаш одговарам, ние живееме во алтернативата 30 години. И живеејќи затоа ја почнеме темата од 95-та. Ние живееме таа алтернатива цело време, како да утре ќе влеземе, ја продаваме приказната како да утре ќе влеземе во ЕУ, а тоа не се случува. Да, ние старееме и ние мора да ги имаме сите опции, иако е многу јасно дека наша реална опција е Европската унија и прашањето е како да се постигне таа опција. Јас сега имам меѓутоа секогаш секоја држава прави различни сценарија и различни опции. Не гледаме дека тие оценки се случуваат. Јас имам сега еден став во однос, да речеме, на вашиот став под претпоставка вие да бидете премиер, јас да ви бидам советник. Ова е третата шпекулација која што сакам да ја направиме. Би била во насока дека што ми е Македонија, односно Северна Македонија, членка на НАТО, пораката до соседите или пораката до геополитиката е задворено прашање веќе. Значи, самата позиција на Македонија, членка на НАТО, гледајќи го каков е робусен систем НАТО, никој нема да помисли да ја нападне државата или да ја загрози незината целовитост. Тоа е првата работа што ми дава. Истовремено таа позиција ми дава за право, како ваш советник, да ви кажам дека можеме да ги одлагаме под наводници и онака 30 година, може и 35-та ќе биде, членството во Европската унија, а да користиме од Европската унија сите можни фондови како кандидат. Да не прифаќаме никакви политички решенија. Значи, тие опции се разгледуваат и на ниво на регионот. А веќе и други ви ги кажале. И како Институт за европска политика учествувавме заедно со регионалната мрежа во да речеме тоа постепена интеграција со добивање на фондовите. Реалноста е дека кога се предлагаше новата методологија за проширување, се разгледуваа предлозите за да се понудат повеќе фондови и тие беа отфрлени. Отфрлени беа, знаете од кого? Од новите држави членки, кои што вака не се здушно поддржувачи на патот. Не само Бугарија и Романија. Целата Вишеградска група и така натаму. Значи 2004. Зошто? Зашто од нивниот колач треба да се зема. Да, од нивниот, така. Значи интересите тука работат и се гледа целиот регион и тука Европска унија едноставно не вложи доволно за да ги убеди, односно да направи што се вика трейд-оф, трговија со некое друго прашање, да каже да застане овде Да, фактички замена за интерес. Така е. Ке има натаму, затоа што, велам, едноставно не сме и како регион не сме доволно силни и обединети. Дури, да се вратиме пак назад, 2003 имаше заеднички глас регионот.
Сега, го гледаме отворен Балкан, ама тоа пак не е од целиот регион. И така натаму, но тоа се нови теми. Ги познавате процесите во Европската Унија, нема да биде ова политиканско прашање и мислам дека ќе можете да одговорите. Ја гледате политиката на Унгарија во целава ситуација. Како ја игра политиката на национален интерес и политиката на членка во Европската Унија? Дали можеме ние да се избориме за таква позиција? Унгарија е прво голема држава членка и многу важна за Европската Унија. Ако да, последно што е ако се прва. сетите, значи Полска и Унгарија беа фаворитите на Европската Унија. И сега кога се зборува нели најуспешните и така натаму, парадоксот е што тие се сега најголемите проблеми. Најголемите се затоа што се големи. Особено Полска, 40 битни милиони. и така натаму, и тоа е и тешка битка што внатре се води, гледајќи што се случува со владењето на правото, значи ние имаме постапки таму против Унгарија и против Полска. Унгарија не е пример за да ја земам, него зборев за интересот во однос на другите. Тоа ми беше прашањето. Унгарија сега оди на една политика која што во Европската Унија е реално многу штетна, бидејќи таа се обидува да оценува постојано и за фондовите и за се друго со ова прашање, не го само ова. И полека станува enfant terrible, она што се вика во Европската Унија. Да ве потсетам, Унгарија ни беше голем пријател до пред 10 години. И сега сакам да кажам, не, и понатаму е на одредени структури и тоа е големиот минус на нашава опозиција, бидејќи се гледа, тоа е големиот минус. И таа политика не се одобрува. Таква поддршка за затоа што во алтернативата не ја гледаат како тие не се оддалечи од таа политика и како слепи сега зборуваме тие. ВМРО ДПМН не се оддалечи од таа политика, остана прилепена на Орбановата политика, бившиот премиер е уште таму и тоа ги прави многу скептични нашите странски партнери. И тоа ја прави нашата внатрешна ситуација уште покомплицирана. Ристовска Јорданова на паметен му е доволно волку зборување. Се согласувате дека и после ова кажано е јасна политиката во Македонија како се води и како не за да се дефинира национален интерес во односите со Европска Унија и со соседите? Значи, она за што јас се залагам е дека апсолутно мораме се надевам и со нови играчи на теренот, кои што ќе внесат стабилност и конзистентност, кои што нема да внесат нервоза, меѓуетничка, внатрешна и пред се мора да бидат чисти. Значи, за да имаат, мора ова одење удолу во борба против корупција во правосудство да застане. Големите лидери во државите, затоа сте големи, направиле одважност во политиката со потези што другите не ги очекувале, а биле високи потези на политичка вештина, би рекле, не е итрина, не е и трпео. Зборувам за сосема друга. Замислите го Абрахам Линколн пред 200 години, па и повеќе од 200 години, во тогашното американско општество ги ослободува со указ или со декрет, или дава слобода на робови. То не го менува општеството, меѓутоа самиот чин, а исто имал политички противници. Веројатно потегот е на власта да покаже одважност и да ја разбере позицијата, условно речено, на опозицијата и да побара решение во таа насока. Јас искрено ова го советувавме цело време, меѓутоа досега не се случи. Искрено се надевам повеќе дека во следните избори ќе се создадат малку и покрај тоа што ние имаме плурализам, дека ќе се создаде поголема политичка понуда која што ќе биде така. Што ќе не овозможи некаква разлика. Може би е тоа премногу оптимистично, зашто она што сега го имаме е фактички една демотивираност, особено на оние гласачи кои што, да кажеме, не се предефинирани за кого ќе гласат однапред. Можам да бидам оптимист и да се надевам дека за време на нашиот живот ќе стигнеме да бидеме членка во Европската Унија. Можеме. Меѓутоа, можам да бидам среќен и што ќе остане Македонија во овие рамки или во овие граници и нема да се случи геополитичко поместување повторно на Балканот. Меѓутоа, факт е дека Европската Унија или политиката на тие вредности се најблиски кон кои се стреми Македонија. Очигледно е дека не може да ни биде вредноста Кина или Индија. Дотолку повеќе што мислам дека генерациите што живеат во Македонија, тоа се нашите деца или нашите внуци утре ќе бидат, поради движењето во светот се многу поблиску и до тие европски вредности. Перспективата што ја гледаме од аспект на државата, всушност ја гледаме во
таа перспектива на Европска унија? Тоа несомнено ние тие вредности ни се најблиски и ги споделуваме, меѓутоа проблемот е во нарушувањето, односно недовербата во тие вредности по се ова што ни се случи и со Грција. Да, затоа што е политика. И со Бугарија, инаку искрено иако сум јас експерт за ЕУ, забележувам дека ние сме навистина претесен поглед имаме. Ние гледаме само ова што се случува меѓу нас соседите ЕУ. Луѓе се случува нешто многу поголемо. Шолц во својот говор на 9 мај изборува, ние се создава еден мултиполарен свет. Ние мора да бидеме отворени за соработка, ние мора да бидеме отворени во иднината. Значи, Европската унија треба да си го најде своето место во таквиот мултиполарен свет. И ние мора да помагаме. И за храната, и за климата, и за се, ако сакаме да ја подобриме својата позиција. Се сеќавате во Италија со ковидот како беше? Како беше односот, како реагира? Солидарноста, кога би ја земале во примерите на воспитувањето на југословенските народи, беше нешто непоимливо, посебно ако земеме нашиот земјотрес, односно Скопскиот земјотрес, каков однос се јавува во тој поглед? Славе, ако почнеме вака, мислам дека имаш уште простор за 2-3 емисии, но јас во принцип сум не сакам да се враќам на ја повеќе само заради споредба на вредностите. И за мене перспективата е мислам дека Европска од унија. идеолошки причини тој период се стигматизираше, па сега одиме назад, па сега од друга страна го се глорифицира, наместо да ги земаме реално. Односно, она што го сторивме, ги расипавме тие вредности, не создадовме нови и станаме сега тапкаме на место. Да, сега секогаш ги завршувам овие разговори со луѓето со одреден оптимизам во смисла дека сме луѓе што од нас се очекува да се направи нешто подобро. Гледано од аспект кога мислам на целата наша генерација, на политиката, на образованието, имаме ли во наредниот период, не до избори, туку во една, да речеме, историска декада, и тоа би бил последното прашање, да направиме од нас што се очекува, барем да ги подобриме состојбите? Овде веќе не би зборувала ни за нашата генерација, туку би зборувала, ова е веќе твој терен. Да. Би зборувала за генерациите на нашите деца. Так. И оние по нив. Мислам, природно е човек да биде оптимист, бидејќи тој сака да опстане, сака да генерациите по него да опстанат и да бидат подобри и да живеат подобро од него. Ние мора да создадеме еден простор кој што ќе биде многу послободен во однос на идеи, а многу поканализиран во однос на процеси, во однос на услуги и така натаму и така натаму. И сега третата спортска дисциплина мора да ги обучиме нашите деца и внуци да го подигнат тој товар надвор од сите можни граници што ние сме помислили дека ќе го кренеме. Тоа е дигање тегови. Во услови кога доминира едно јавно мислење дека овде ништо не чини и дека сите си одат, и дека сите паметни си одат, ние всушност ги демотивираме оние кои што се тука и сакаат да направат нешто. Јас имам 2 деца, кои што не се веќе деца, тие се возрастни, син и керка. Тие ќе ја кренат, ќе го товарот. Не, зборуваме за една генерација која што, за жал, согледувајќи ги, да кажам, општата клима овде, дека нема можности да се надпреварува на еднаква нога, бара надвори и тоа се форсира и како јавно мислење и е погубно, дополнителен проблем. Пак ќе се вратам, Европската унија има и требаат работници сега. Има интерес и таа веќе пушта. Да ги спуштија критериите. Тие се залагаат за легална миграција и ние со тој проблем допрва ќе се студираме, а пак не гледам дека тука имаме каква идеја. Убаво рековте, навистина нам би ни требали уште 2 пати по 30 минути за разговор. Темата што ви ја предложив, за која што се надевам дека ќе отвориме политичката карта на Европа за 10 години, ќе оставиме за понатаму. Ви благодарам за гостувањето и се надевам дека овие разговори придонесуваат за создавање и креирање едно јавно мислење што значи политиката или што значи геополитиката. И јас се надевам и со една крајна порака, многу често и во интервјуата, и во разговорите со граѓаните, гледам една изразување на немоќ и убедување дека странците нам ќе ни ги решат проблемите. Не. Значи, тие можат да ни помогнат, само ние можеме да Ние не можеме во собствената држава, кога се работи за неја, да бидеме само публика.
Мора Па да еве ги видиме- преговорите, што ни решија во, мислам, барем се тврди дека се почнати, не се почнати. Година дена се труби, скриви го кој ќе почне, ова ќе стане веќе член на Битера ситуација. Благодарам што бевте гостин. Благодарам вам на поканата. Почитувани гледачи, беше ова доктор Малинка Ристовска-Јорданова, експерт за ЕУ, со која мислам дека го постигнавме она што го поставивме како цел, да им овозможиме на граѓаните информации и едукација за процесот во Европската Унија. Рекламен блок.